Божик, денот на раѓањето на Исус Христос, христијанскиот свет го прифатил како почеток на новата година. Од денот на Христовото раѓање, 25 декември по Грегоријанскиот или 7 јануари по јулијанскиот календар, па се до Богојавление 6 јануари по новиот или 19 јануари по стариот календар, согласно народната традиција, се познати и како некрстени денови. Црквата ова енергично го демантира. Крстени денови и некрстени денови не постојат во православието, постојат луѓе крстени и некрстени. Овие денови од Божик до Богојавление се едни од најрадосните денови кога црквата го слави рождеството Христово, раѓањето на Богомладенецот и после календарски оние 14 денови го прославуваме неговото крштение, тоест Богојавление. Овие денови се радосни, дури и црквата има пропишано дека среда и петок до навечерието на Богојавление, тоест до водокрст, се мрсни. Денови кога по земјата шетаат духови, лоши сили и демони, караконџоли, ѓаволица, чума и колера. И водите тогаш се нечисти, обседнати со лоши духови. Водата во овие некрстени денови е леунка, вели народот. Крстот е врзан, немоќен, нема сила да ги протера духовите. Во сите тие денови се одржувале такви разни манифестации, претежно со маскирани луѓе кои што во различни предели од Македонија се нарекувале на различен начин, како русали, ешкари, бабари, џамалари, додека својот максимум го постигнувале на Василица, односно Стара Нова година, 14 јануари, а кај нас тој ден, односно тој настан се нарекува Сурова. Луѓето веруваат дека со маските каде задолжително составни елементи се ѕвонците, клопатарците, стаповите, гајдите и тапаните, што парават врева ќе ги исплашат демоните и тие ќе ја напуштат земјата.